Здрава на сите, јас сум Ивона и добро дојдовте назад на нашиот YouTube канал. Денеска, како што гледате по насловот, снимам мојата дневна мејкап рутина. Пред да почнам, сакам да напоменам дека не значи дека јас сум професионален мејкап артист. Правам исклучиво, односно се шминкам исклучиво како што мене ми одговара. Па, може да почнеме. Општо познато, и сите знаат од мојот Instagram профил, доколку не ме следите, заследете ме Ивона Јо, дека јас носам леќи. Но сам моментално, односно ќе ставам денеска зелени леќи, значи пред да почнам со било каква шминка ги ставам леќите. Сакам да кажам нешто пред да почнам. Многу е битно пред почнете да се шминкате да го хидрирате лицето, односно да ја најдете соодветната крема која што вас ви одговара, затоа што овие студени зимски денови кои што се случуваат во март, не е седно да имате сува кожа, односно да нанесете шминка на сува кожа, тоа нема да изгледа никако убаво. Така што јас пред да го започнам видеото ставив кремичка, која што мене ми одговара, а сега користам праймер. Од страна ќе ви ги ставиме производите, односно ќе ги намонтираме производите кои што јас ги користам, за да не губам време со покажување на производи кои што користам. Сега ставам праймер, кој што има за улога да ја задржи шминката подолго време и да ги на некој начин затвори порите, да го заштити нашето лице, но на тој начин кожата не дише, така да не можам да кажам дека е правилно секој ден да го нанесувате. Јас го нанесувам од причина затоа што користам анти-шайн база, да не светам, односно да не сијам кој јадранка. Така што јас за денеска ќе користам бебе крема, односно ќе ве презентирам бебе кремата, но од озгоре ќе ставам пудра затоа што имам обврски, затоа што ќе треба шминката да ми се задржи подолго време. Не се чудете зашто ставам толку многу. Бебе крема си има таа текстура течна и таа нема толку голема покривна моќ. Да, се погледнав и заборавив дека ставам со прст, а во принцип мразам кога прстите ќе ми се намачкаат со производи. Како завршив со нанесување на бебе крема на моето лице, продолжувам, немојте никако да заборавате да ставите производ за да го изедначите со вашата боја и на вратот, затоа што тоа е многу ружно кога ќе се отсликуваат различни нијанси на врат, различни нијанси на лице, полоша комбинација тоа нема. Готово, нанесов бебе крема еден слој. Така што сега можам да се префрлам на ставање на пудра. Откако завршив со пудра, нема да заборавите да ги хидрирате и вашите усни, затоа што подоцна ќе нанесам доста сув производ на нив. Многу ми е битно да ми се хидрирани. Ја мислам дека никогаш во животот нема да имам хидрирани усни, затоа што премногу ставам течни кармини. Сега ќе се чудите, но јас ќе ставам селотейп, лепак, седно, како и да го викате, затоа што го сакам правецот да ми е еднаков и на двете очи. Со тоа што по него ќе се следам и ќе ставам сенка и ќе ставам туш. Туш, ајлайнер. Кај нас во Куманово се вика туш, малку е така народски кажано, така што ајлайнер, да не се разбереме погрешно, ајлайнерот го ставам без проблем, без овие, но кога веќе го имам поставено на моите очи, зошто да не го искористиме и да поставиме ајлайнер. За ова пригода односно за денешниот мејкап ќе користам сенки од Naked палетата Urban Decay Hate, се една. Така што започнувам со нанесување на посветла варијанта, односно посветла сенкичка. Ајде, ќе направиме малку подраматичен изглед. Со тоа што ќе додадам, се извинувам, една нијанса на бордо, со тоа што ќе ставам неа на краевите на окото,
за да нели можам да го направам тој на некој начин смоки ајс. Ова не е смоки ајс, ова е исклучиво некој си мој начин на шминкање. Потоа, под вегите ќе нанесам млечно бела сенкичка, која што е од друга палета. За да го потенцираме, нели, самото око. Тоа не е целта. Добро. Се надевам дека гледате што правам. Прв пат снимам вака додека се шминкам. Имам права на лајвови, но прв пат се шминкам пред, нели, камера и сама. И малку ми е непријатно. Добро. Кажав претходно, за да го искористам целотипот кој што ми е нанесен на лицето, односно ставен на лицето, ќе го ставам и ајлајнерот, па подоцна ќе продолжиме со останатиот дел. Сега ќе ги извадам налепниците и ќе видам уствари што сум направила. Па ќе, нели, доцртам доколку нешто ми смета, односно ми пречи. И секако, перфекционист сум со ајлајнерот и секогаш нешто ми пречи, па одам да додадам нешто. Сега сакам да се префрлам на контурирање на лице, со тоа што нема да претерувам денеска, затоа што е дневна варијанта, затоа што, нели, не е убаво кога ќе погледнете од страна, кога ќе приметите дека некој има премногу шминка на себе. Ја сакам да се шминкам, но го сакам тој природен лук. Не ќам многу интензивни бои. Интензивни бои користам за сцена, интензивни бои користам за излегување. Така што доколку сакате да ви снимам како се спремам јас за излегување, односно како се шминкам за излегување, тоа обавезно напишите го долу во коментар. Толку е доволно. Сега ќе се префрлам блендање со тоа што ќе блендам со друга четкичка. Добро. Тоа е што се однесува до контурите што ги ставам на моето лице, толку е, значи толку. За излегување само ги потенцирам, односно додавам уште боја. И сега ќе се пребацам на ставање на рушче, затоа што, нели, поприродно е кога имаш на обравчињата. Добра. И сега се префрлуваме на трепките. Јас сум секогаш за поприроден лук, така да користам маскара, не користам вештачки трепки. Едниот слој го нанесов, со што ставам по два слоја. Ми останаа само, вегите, кои што исто така ги правам што поприродни и што по малку исцртани, така што следете ме. За уште поприроден изглед на самата вејичка ставам гел маскара, која што ги фиксира вејите и која што им дава, нели, пак ја кажам, природен изглед, затоа што треба да се стремиме ние жените да се шминкаме, но да се шминкаме за да можеме да изгледаме поприродно со шминка, не да се извештачиме и да ги направиме вејите ајде да не кажам кој. Да, реков дека не остане уште само карминче, но ми остане уште еден слој маскара, да не заборавиме.
И за крај да ги потенцираме усните, ставам пред моливче за усни со кое што ги исцртувам самите ивици, односно рабови на моите усни. И нанесувам течен мат кармин, затоа што и затоа и претходно ги хидрирав усните, затоа што течните мат кармини знаат да го ја одземаат хидрираноста на усните. И луѓе, тоа беше се за оваа видео. Се надевам дека ви се допадна мојата техника на шминкање. Доколку е така, оставете ми во коментар што уште би сакале да видите на нашиот канал. Не заборавајте да кликнете лайк на видеото и да се претплатите на нашиот канал. Се гледаме. Чао!